Во студиото со вас, Александар Спасовски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Од полнок стапија на сила новите цени на горивата заедно со владините мерки по кои на најголемиот дел од бензинските пумпи се точи гориво, поречиси истите максимални цени кои претходно ги имаше одредено комисијата. Регулатор на вчера донесе одлука со која, применувајќи ги мерките за намален ДДВ, ја задржа истата цена на бензинот, а дизелот стана поскап за 3 денари по литар. Но имајќи предвид дека поголем дел од бензинските пумпи добиваат дополнителен попуст од добавувачот, реално горивата се точат за 2 денари пониско од минималната цена. Владата викендов одлучи да го намали ДДВ-то на горивото од 18 на 10% и со тоа практично да го спречи вчерашното поскапување. Цената на горивото останува висока поради растот на цената на суровата нафта на светските берзи поради конфликтот на Блискиот Исток. Во моментов барел сурова нафта од типот Брент се тргува по цена која е околу $102, откако вчера во одредени моменти цената се спушти близу $90, откако беше најавена можност за преговори меѓу САД и Иран. Во моментов литар бензин не смее да биде поскап од 86,5 денари, а литар дизел од 95,5 денари. Дизелот во моментов има највисока цена по ноември 2022, а бензинот последен пат на оваа цена бил во април 2024. А Министерството за енергетика утрово информираше дека обезбедило дополнителен денар попуст на бензинските пумпи за дизелот. Оттаму објаснуваат дека со тоа цената на дизелот останува иста како и пред промената направена на полнок. Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини преку интензивна и директна комуникација со компанијата Окта иницираше и обезбеди унапредување на условите за попустите на нафтените деривати со јасна цел – дополнително намалување на ценовниот притисок врз граѓаните и стопанството. Значајно е да информираме дека Окта дополнително го зголеми попустот за дизел од 2 на 3 денари по литар, односно воведе дополнителен попуст од 1 денар со продолжување на мерката до 6 април. Премиерот Мицкоски вели дека владата на денешната седница ќе разгледува и други мерки по значителниот раст на цената на горивата. Тој утрово во обраќањето на банкарската конференција организирана од Народната банка рече дека земјава успева да одржи најниски цени на горивата во регионот поради што имаме над 10% зголемена потрошувачка на нафтени деривати. Денеска имаме редовна владина седница, ќе разгледуваме и други мерки кои што мислиме дека ќе бидат корисни во таа насока. Иако и покрај овие ценовни шокови морам да признам дека имаме убедливо најниска цена на бензините и на дизел горивата во регионот, што создава дополнителен притисок од страна на соседите, односно на граѓаните од соседните држави, и можеме да забележиме дека за повеќе од 10% е зголемен конзумот на бензин и дизел гориво на нашите бензински пумпи, но и покрај тоа стабилното снабдување за граѓаните и стопанството станува наш приоритет и во овој момент тука немаме никакви негативни очекувања, туку напротив останува стабилно да обезбедиме доволни количини и за нашите граѓани, но истовремено и доколку граѓаните од соседните држави ценат дека тоа ќе придонесе во подобрување на нивниот животен стандард, ние како држава стоиме на располагање. Опозицијата е на ставот дека мерките кои ги воведе владата не се доволни и дека не помагаат во намалувањето на цените. Од СДСМ сметаат дека владата треба да ги прифати нивните мерки со кои покрај намалувањето на ДДВ-то предлагаат и намалување на цената на патарините, основните прехранбени производи и специјални пакети за социјално загрозени граѓани. Сметам дека владата мора да направи две работи. Прво да ги прифати нашите мерки. Поради тоа што тие се тие мерки кои што реално ќе дадат некаков резултат и цените на горивата ќе се намалат, а ќе се стави на некој начин и пречка во дополнителниот раст на цените на храната. Да се намали освен ДДВ-то на горивата, да се намали ДДВ-то на основните прехранбени производи на 0%, да се намали акцизата за 4 денари. Тогаш ќе има вистинско поевтинување на горивата, од кој бенефит ќе видат и граѓаните, поради тоа што граѓаните сега не гледаат бенефит од намалувањето на ДДВ-то, поради тоа што и покрај намалувањето на ДДВ-то цените порасна.
Со намалување на акцизата, цената на литар гориво ќе се намали. Од тоа директен бенефит ќе имаат и компаниите. Нема да влијае тоа во дополнителниот синџир на раст на другите цени, на кои што бизнисот влијае поради тоа што се соочува со поголема цена на горивата. Понатаму намалување на цените на патрините. Мора да им се олесни на луѓето во оваа тешка криза. Дополнително, како втора работа на СЕО, посебни пакети мерки за посебни категории на граѓани, за социјално загрозените, луѓе со посебни потреби, најсиромашните пензионери, луѓе со ниски примења, семејства со повеќе деца. Го имаме и ставот на ДУИ на оваа тема. Таму сметаат дека Регулаторната комисија за енергетика користи застарен модел на пресметка на цените. Од партијата бараат да се промени моделот и наместо еднаш како сега цените да се одредуваат 2 пати неделно, за да може побрзо да се реагира на промените на цените на светските берзи. Регулаторната комисија за енергетика применува застарен модел, базиран на просек од претходната недела, наместо да реагира навремено. Оваа пракса директно оди во корист на одредени бизнис интереси, а на штета на граѓаните. Затоа бараме итна промена на правилникот за утврдување на цените, воведување на пресметките на цените најмалку 2 пати неделно. А извршниот одбор за монетарна политика на Народната банка денес одржал седница и одлучил да ја задржи основната каматна стапка на ниво од 4%. Според Централната банка во домашната економија инфлацијата и натаму забавува во согласно со очекувањата, а годишната стапка на инфлација се сведе на 2,9% во февруари. Значително забавување бележи и базичната компонента на инфлацијата, која што е послаба од очекувањата. Наспроти досегашниот поволен тренд кај домашната инфлација, ризиците околу нејзината идна динамика се зголемени. Движењата во монетарниот сектор и натаму се солидни, податоците за депозитите и кредитите на банките во февруари годинава упатуваат на натамошно јакнење на депозитната база. Кредитната активност и натаму расте, но забавено, умерено над очекувањата за првиот квартал од годината. Народната банка го задржува внимателниот пристап во водењето на монетарната политика во согласно со најновите движења кај главните макроекономски показатели и проценетите на дворешни и домашни ризици. Надворешните ризици се особено изразени поради неизвестноста во однос на интензитетот и времетрењето на војниот конфликт на Блискиот Исток, информираше во соопштение Народната банка. Гувернерот пак вели дека и Народната банка, како и владата, имаат тешка задача да одговорат на предизвиците во време на вакви кризи. Сепак тој уверува дека се вложуваат максимални напори да се одржи балансот меѓу тоа инфлацијата да се држи под контрола, а сепак монетарната политика да не биде премногу рестриктивна за да му наштети на бизнисот. Народна банка се наоѓа исто како и владата пред една многу сложена задача. Од една страна да не дозволи, ние секако сме детерминирани, инфлацијата да не излезе надвор од контрола со сите расположиви мерки, но од друга страна ќе бидеме многу внимателни да не наштетиме на економијата на реалниот сектор, евентуално доколку видне да се укаже потреба од затегнување дополнително на монетарната политика. Председателката Гордана Силјановска-Давкова денеска е во официјална посета на Хрватска. По пречекот со највисоки државни и воени почести од страна на нејзиниот хрватски колега Зоран Милановиќ, Силјановска треба да оствари и билатерална средба. Во рамки на посетата најавена е и средба на председателката со хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ. Предвидено е Силјановска да положи венец на споменикот на татковината, а во градскиот парк Бундек да положи венец на споменикот на бистата на Блаже Коневски. Председателката Силјановска-Давкова вчера ја посети Македонската православна црква Свети Злата Мегленска во Загреб и оствари средба со представници на македонската заедница во Хрватска. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски вчера оствари средба со извршната подпредседателка на Европската комисија за социјални права и вештини, квалитетни работни места и подготвеност Роксана Минзату.
На средбата стана збор за унапредување на соработката во областа на образованието, вештините и младинските политики, како и за можностите за натамошно продлабочување на партнерството во рамки на европските образовни и мобилни програми, информираше предпладнево Министерството за надворешни работи. Во рамки на денешната програма предвидено е министерот Муцунски заедно со министерот за земјоделство Цветан Трипуновски да оствари средба со генералната директорка за земјоделство и рурален развој при Европската комисија Елизабет Вернер, како и низа средби со представници во Европскиот парламент. Уставниот суд мора да остане независен за да обезбедува супремацијата над Уставот, рече председателот на Уставен Дарко Костадиновски на тркалезната маса, која судот ја организираше за да отвори дебата за воведување на институтот Уставна жалба. Еве дел од неговото обраќање. Клучно и суштествено за една правна држава во која владее правото е независноста и самостојноста на Уставниот суд. Но таа цел не е цел сама за себе. Значи, таа цел е за да може да се Уставниот суд да извршува својата примарна функција, да обезбеди супрематијата на Уставот во правниот поредок, да ги заштитува слободите и правата на човекот и на граѓанинот. Затоа е потребна таа независност и самостојност. Но тоа не е можно да се оствари само од Уставниот суд. Политиката треба да ги тргне рацете од Уставниот суд, односно од судството генерално. Уставниот суд има своји обврски што треба на тој пат да ги исполни. Тоа е да делува надпартиски, надетнички, надверски, над било каква афилијација. Само и само за да ја обезбедува супрематијата на Уставот во правниот поредок, хармонијата на правниот поредок и да ги заштитува слободите и правата. Но, повторно ќе кажам, на тој пат Уставниот суд не може сам да ги оствари овие примарни цели. Речиси половина од вкупната трговија со недвижности минатата година е направена со купо-продажба на станови, покажува годишниот извештај на пазарот за недвижности на Агенцијата за катастар. Според него становите учествувале со 33% во вкупната трговија, што е над 48% од вкупната истргувана вредност. Во споредба со претходната година, бројот на продадени станови е намален за речиси 4%, но вредноста е зголемена за близу 11%. Најскапиот стан е продаден во аеродром за над 166.000 евра, а најскапата куќа во центар за 1,5 милион евра. Најскапиот деловен простор лани е продаден за 6,8 милиони евра во центарот на Скопје. Најмногу недвижности се продале во Скопски центар над 2400, следи аеродром со речиси 2000 и Карпош со околу 1800. Најскапиот стан по квадрат лани е платен во аеродром, новиот собственик платил дури 3784 евра за 1 метар квадратен. Целиот пазар бележи раст од 7,6% во однос на претходната година и на него се свртиле над 1,14 милиарди евра, што е речиси 13% повеќе од претходната година. Штипскиот универзитет се вмрежува со 9 европски универзитети и овозможува значително зголемување на мобилноста за студентите. За можностите кои се нудат од Штип се јавува нашиот дописник Трајан Ристовски. Угада Деновиве е епицентар на можности за студентите и професорите од 9 партнерски универзитети од Европа. Над 80 представници на Алијансата се обединети во една заедничка мисија по квалитетно образование и по голема мобилност. Веќе имаме предлози за соработка во неколку аспекти, најмногу некако најинтересни се здравствените науки, во областа на медицината веќе се работат неколку паралелни програми, заеднички студиски програми во областа на фармацијата, здравството и како и другите техничките струки, пред се областа на вештачката интелигенција, инженерство на животна средина. Амбициите на Алијансата се големи. Целта е да се достигнат околу 9000 мобилности, бројка што значи илјадници нови искуства, знаења и можности за студентите и академскиот кадар. За студентите и за професорите и се разбира за вработените представува предизвик, но и воедно и интерес, задоволство кога одат во други
други земји, изучуваат нови работи, нови култури, нови искуства, едноставно се запознаваат еден меѓу друг, така што мултилингвизмот, мултикултурализмот, трансдисциплинарноста, интердисциплинарноста се оние теми или оние ареи, оние тематики нели кои што превладуваат во рамките на Алијансата. Во центарот на вниманието се студентите, а ова е простор каде што гласот на младите навистина се слуша. Да имаме простор да ги споделиме сите оние негативни и позитивни искуства кои што доаѓаат кои што произлегуваат од мобилностите, имаме простор и можност да ги истакнеме нашите видувања за она што е Алијансата, за она што се мобилностите, за нашиот начин како ние да учествуваме во рамките на Алијансата и се разбира како ние да ги зголемиме и нашите компетенции, меѓутоа нели и нашите вештини. И покрај разликите, универзитетите делат заеднички вредности и сличен пристап, што е силна основа за уште подлабока соработка во иднина. Овој настане чекор напред кон европско образование без граници, каде младите не само што учат, туку и активно ја креираат својата иднина. За Сител, Трајан Ристовски. А од Охрид ни доаѓа иницијативата на локалните екоздруженија кои бараат да се размисли за воведување на заштитени зони околу Билјанин извори за да се зачува питката вода за градот. Иницијативата доаѓа по проблемите кои ги имаше соседниот град Струга. Од Охрид имаме Нина Ритоновска. Охрид СОС бара да се направат заштитни зони околу Билјанин извори за да се зачува питката вода. Од граѓанската иницијатива посочуваат дека по проблемот во Струга, каде водата речиси месец дена беше технички неисправна за пиење, поднели иницијатива до Министерството за животна средина и Министерството за здравство. Ова не е апстрактно прашање, пред само неколку недели во Струга видовме што значи кога тие зони не постојат и зошто тие мора да постојат, реагираат од иницијативата Охрид СОС. Од Центарот за јавно здравје вела дека кај Билјанин извор има табла бидејќи водата не е со постојан квалитет за луѓето да не ја користат за пиење. Извор шум, исто како и Билјанин извори овдека во Охрид. После дожд знаеле да покажат бактерија дека има. Или ешерихија коли или ентерокок. Обавезно. Сега па колиформни бактерии. И тие колиформните бактерии се фекални бактерии, да се разбериме. И збирот на сите тие бактерии се наречени колиформни бактерии. Со третирање со хлорен препарат тие се уништуваат. Билјанини извори зато се табла зашто водата не е со постојан квалитет, дека е со променлив квалитет и таа табла мора да стои дека не е за пиење, пошто таа вода постојано истекува и луѓето одат да полат вода од тука, да знаат дека не треба да пијат. Инаку добрите познавачи сметаат дека застарената инфраструктура, ограничените капацитети на јавните предпријатија и недоволната институционална координација се клучните проблеми. Поради тоа Македонија подготвува силна инвестиција и реформи за да се обнови овој сектор. Нина Ритоновска, Сител телевизија.